Шеста поред од серијата јавни трибини за дигитализација на јавните услуги во Република Северна Македонија се одржа денес во просториите на општина Велес, во присуство на представниците на невладиниот сектор, јавните институции и бизнис секторот од градот, говореше министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски. Манчевски го истакна значењето на националниот портал за електронски услуги, услуги.gov.mk, кој во целост го изработи Министерството и кој во моментов обединува 127 услуги што ги задоволуваат потребите на граѓаните и значително го намалува времето потребно за завршување на административните постапки. Она што е важно е да се знае дека буквално се поставени сите елементи и од технички и од законски аспект за сите институции кои што се заинтересирани да можат да им нудат електронски услуги на граѓаните. Затоа е важна и соработката со локалната власт, но и институциите кои што се присутни на локално ниво, за да пред се координираме, ги презентираме сите можности кои што ги нудат овие системи, како што се покрај Националниот портал за електронски услуги, кој имаме системот за единствена најава, имаме нов систем за водење на управни постапки, нов документ менеджмент систем, централниот регистар на население и ред на други елементи кои што го комплетираат буквално системот за дигитализација на јавниот сектор. Манчевски воедно додаде дека при овие средби и трибини сакаат да ги информираат представниците на институциите како и на каков начин, без никакви IT техники, да развијат електронски услуги за граѓаните. Дел од оваа трибина беа и представници од локалната самоуправа, заедно со градоначалникот на општина Велес Аце Косевски, каде што тој истакна дека му представува задоволство што оваа трибина денес е во Велес и на граѓаните ќе им бидат подостапни информациите за добивање на електронски услуги. Мило ми е што од денес и на граѓаните на Велес ќе им бидат подостапни информациите за добивање на електронски услуги. Како што кажа министерот, локалната самоуправа како најблиска власт до граѓаните, институција каде што најчесто се обраќаат граѓаните. Ние за среќа имаме големо искуство во оваа област и сами имаме веќе 47 електронски услуги кои ги нудиме на граѓаните. Безпрекорно функционира системот за добивање електронска дозвола и за градежно земјиште и се надевам дека со новите услуги ќе им овозможиме на граѓаните да добијат многу побрзи, поквалитетни и поевтини услуги во многу различни домени, без оглед дали се во надлежност на институциите на локалната власт или во надлежност на институциите на централната власт. Воедно, пред да започне оваа трибина, градоначалникот заедно со министерот го посетија граѓанскиот сервисен центар, каде што ќе можат да се обраќаат граѓаните, посебно пензионерите, што немаат активирано корисничко име и лозинка од УЈАП, за да можат службениците детално да им објаснат и да им помогнат во користење на електронските услуги.